благодарам подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за енергетика, по кој денес расправаме, е обид да се предложат решенија за кризата во областа на енергетиката која е присутна во нашата држава. Сведоци сме дека енергетиката ги засега сите држави и тие се обидуваат да најдат излезни решенија со кои ќе им се олесни животот на граѓаните и компаниите. Пораметувањата кои се случуваат на берзите и тоа како упатуват државата да обезбеди со сопствени производство на енергија или пак со снабдување по цени кои нема да ја нарушат економската и конкурентската способност на стопанските субјекти и на институциите во државата. Неодговорното и ненавремено однесување на власта, кој не превзема мерки за решавање на сериозните проблеми кои се присутни во оваа област, уште повеќе ја зголемува несигурноста и неизвестноста на сите во државата. Предлог изменувањето и дополнувањето на Законот за енергетика да се донесат по скратена постапка е доказ за несериозното однесување кон оваа област од страна на предлагачот. Имено се предлага да се прават значителни измени во законот без да се обликуваат ни стручни и научни сознанија во една демократска расправа на засегнатите субјекти во оваа област. Се менува од голем број прашања, скоро 1/3 од законот се менува, а се доградуваат и предлагат измени кои се значајни, но овде не би можеле сите да ги искоментираме, односно да ги објасниме. Во интерес на граѓаните би се задржал само на прашањата кои се однесуваат на обезбедувањето на енергенси на категории кои по своето значење и поставеност мора да бидат грижа на државата, односно на надлежните органи на државната и на локалната власт. Имено, за одделни корисници на енергенси како електричната енергија, нафтата и гасот од областта на образованието, здравството, социјалните дејности, производство, дистрибуција на храна, како и институциите од локалната самоуправа и јавните комунални предпријатија, мора да се воведе заштитен механизам со кој ќе се воспостави систем на контрола и заштита на испорачените енергенси на корисниците во овие области. Мора да се воспостави принцип каде корисниците на јавни средства, односно средства од буџетите на државата и локалната власт, треба да имат повластена положба и нивните потреби да се задоволуваат од домашно производство на овие енергенси. Недопуштено е училиштата, факултетите, болниците, градинките, здравствените домови, социјални установи да плаќаат струја по берзански цени. Тоа е апсурд и е недопуштено. Исто така државни органи, како што се општините, јавните комунални предпријатија, не сме да се третираат како профитни организации. Не може буџетските пари што се собират од народот, односно од даночните обврзници, да се трошат за купување на енергенси по берзански цени и со тоа да се богатат поединци кои се посредници во набавката и продавањето на енергијата, пред се електричната енергија. Тоа е всушност двојна загуба за народот, а богатењето на поединци кои ги користат пораметувањата на пазарот на електрична енергија. Овие прашања мора да се регулират во законот и да не зависат од волјата на некоја комисија за енергетика, која ќе ги менува правилата според интересите на берзанските посредници или крупните играчи во оваа област. Јас како пратеник на Социјалистичката партија на Македонија оценуваме дека владата не превземаше ниту соодветни, ниту доволни мерки за справување со енергетската и економската криза. Додека сите држави во Европа се посветени во барањето на решенија и ресурси со кои ќе ги надминат проблемите и ќе го заштитат населението од кризните појави, владата дава само најави и ветување дека нешто ќе се прави. Со вредувањето на кризна состојба само се создаде простор за неконтролирано работење со енергенсите по енормно цени и за обезбедување профити на поединци близко до власт.
Домашното производство на електрична енергија не е доволно, заради што мора итно да се инвестира во капацитети за производство на базна енергија. Без тоа увозните количества кои се по берзански цени ќе го испразнат и така празниот буџет на компаниите, а и на државата, која е неопходно да ги помогне или подржи да издржат во услови на недостиг на енергија. СПМ укажува дека е неопходно концентрација на знаења, ресурси и средства за да се постигне механизам што ќе обезбеди соодветна енергетска сигурност за компаниите и граѓаните на долг рок. Ние како партија заедно со Коалицијата за обнова на Македонија, предводена од ВМРО ДПМНЕ, дадовме конкретни предлози за решавање на проблемите во оваа област. На власта е како овие предлози ќе ги операционализира и ќе се заштеди огромни средства кои ќе може да се користат за рационални намени. Со оглед дека областа на енергетиката е мултидимензионална и е поврзана со сите дејности и гранки во системот, цениме дека треба да се користат искуства од другите земји кои најавија измени во оваа сфера. Така, неколку држави од Европската Унија најавија дека ќе ги оданочуват профитите на оние компании кои се добиени како резултат на растот на енергенсите или се резултат на шпекулативни цели. Со уведувањето на постојан механизам за враќање на вишокот на приходи на компаниите, целта е да се обезбедат средства за справување со кризата која е во тек. Одделни држави воведуваат данок на најбогатите граѓани со цел да се обезбедат пари за зголемување на буџетските трошоци наменети за справување со кризата. Особено треба да се цени потребата банките, а посебно компаниите од енергетска сфера и трговците со енергија да бидат повисоко оданочени со оглед на високите профити кои ги остваруваат во услови на енергетска и економска криза и работа по берзански цени. Владата мора јасно во законот да ги постави целите дека ќе се грижи и поддржува граѓаните за справување со кризата, ќе изврши мобилизација за искористување на сите домашни потенцијали за производство на енергија и сериозно штедење на енергијата од сите форми од домаќинствата, компаниите и институциите. Покрај донесувањето програма за заштита на ранливи потрошувачи на енергија, што е предвидено во законот, треба да се предвидат и буџетски средства за оваа намена, кои ќе го овозможат остварувањето на програмата. СПМ укажува дека доколку власта нема знаење и можности да се справи со енергетските потреби на државата, треба да понесе одговорност. Внесувањето страв и несигурност кај граѓаните и компаниите во поглед на престојната зима и наредните месеци мора да се замени со јасно изразени мерки за безбедна енергетска средина. Во исто време мора власта да ги запре непродуктивните и нерационалните трошоци за лични интереси и богатења. Благодарам.